токму во овие моменти ја почнуваме денешната нова визита и денеска ги очекуваме гледачите пред малите екрани да бидат во голем број, како впрочем и со секое изминато издание на визита и со секое следно, нели, кое што ќе го имаме и понатаму, час и половина заедничко дружење на темата за која што денеска ќе зборуваме. Има можност да видат гледачите, оние барем кои што се наши редовни, гледајќи утринската програма, да знаат за што ќе се зборува денеска во визита. Улогата на феталната кардиологија во откривањето, следењето, третманот на срцевите мани, колкав е бројот и застапеноста на вродените срцеви аномалии, која е улогата и значењето на феталната кардиологија како придобивка и бенефит за педиатриската кардиологија и воопшто педиатријата. Колку е значајно да се откријат навреме, рано и да можат да се превенираат срцевите мани уште додека плодот, ембрионот е во утробата на мајката, за да можат да се избегнат понатамошните компликации. Сите новини, методи, феталната ехокардиографија како неинвазивна метода која што придонесува и овозможува за рано откривање на срцевите мани, нивното следење во текот на целата бременост и многу други информации кои денеска, почитувани гледачи, ќе ги слушнеме од доктор Драшко Димески, педиатар кардиолог, субспецијалист по фетална кардиологија од клиничката болница Џибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден. Благодарам на вашата покана и би сакал да ги поздравам вашите редовни гледачи. Претпоставам дека ќе побудиме некои интереси, ќе пласираме некои информации кои ќе бидат од интерес за идните трудници, мајки кои очекуваат понашак најбитното бебенство. Така, ќе бидат тоа и нови информации и токму на ваш предлог одлучивме нели да ја обработиме оваа тема, бидејќи е нешто ново, но и значајно да се слушне како информација. Феталната кардиологија, што е, што опфаќа, која е нејзината улога и придобивката понатаму за педиатриската кардиологија и воопшто педиатријата? Значи, во основа феталната кардиологија како дисциплина која влезе во медицината, некаде почна некаде 80-тите години, почетокот на 80-тите години, да зема се повеќе присталици. Понашто беше факт дека фетусот се гледаше како дел од бременоста на трудницата, на идната мајка. Денес имаме се повеќе приврзаници и присталици кога фетусот веќе го третираат како најмалниот и посебен пациент, кој што мора да ги ужива сите за него безбедни исследувања, односно инвестигации и третмани. Тоа беше предизвик да се сконцентрира сета медицина на таа фетална, и нормално сега има назив фетална медицина, која ги опфаќа сите овие состојби, да тие исследувања се продлабочат и да се види кој е кост-бенефитот од тие нови информации кои ние би ги имале за нашите идни новороденчина и воедно дали тука има можност да се делува од аспект диагностички и тераписки. Срцето во склоп на таа фетална кардиологија беше еден од органите кои некако кажано остана последен во на детално исследување од едноставна причина, бидејќи бараше многу софистицирани. Да, и се бара другите испитувања, се прават следењето на бременоста и сите други работи. Да, бараше техника, секој пат медицината е поврзана со техника, бараше високо софистицирана ултразвучна опрема, значи со добра резолуција, со добар пристап, да вие можете да ги видите сите тие структури од анатомски аспект кои го формираат срцето и да кажете дали тука има некој проблем или нема. Она што беше многу иницијативно во тие почетни исследувања беше бројот на застапеноста на срцевите аномалии. До денес се уште е во функција дека ние ги гледаме кај новороденците со застапеност од 6 до 8 промили. Меѓутоа, примената на феталната ехокардиографија покажа дека таа бројка е поголема. Што значи таа дискрепанца по се изгледа беше заради тоа што голем број од тие фетуси завршуваа како спонтани абортуси, некои од нив не стигнале на обдукција во на патохистолошките овие обдукциони наводи, некои се изгубили од евиденција. Меѓутоа, како се применуваше и како се водеше таа статистика, сите тие референтни центри кои се занимаваат со таа фетална медицина изфрлаа се поголем број на застапеност на тие срцеви аномалии во однос на она што ние ги знаеме како бројка кај
кај новороденчината. И посебно и кај оние неризични групи кои што се сметале за неризични, кои претходно така мајки кои немале родено дечиња со вродени срцеви мани и не се веќе во таа група кога треба да бидат следени. Точно. Посебно. Точно, кога се поставија индикациите за применување на оваа метода беа ризичните фактори. Дали тие потекнуваат фетусот од мајката или од фамилијата, тие пациентки беа предмет на исследување. Меѓутоа, најновите сознанија зборуваат дека ние имаме пораст на кардиопатиите во неризичната група на трудници, што значи млади брачни парови кои по ниедна основа не се оптеретени во смисол да очекуваме дека тоа идно новороденче би имала некоја срцева аномалија. И она што беше интересно кога се види дека таа бројка е во пораст, се пристапи конкретно кон анализа на типови на срцеви аномалии во однос на застапеност кај новородени и она што ние го гледавме со помош на феталната екокардиографија. Ќе кажам само неколку примери. Ектопијата на срце во превод што би значило, значи не нормална позиција на срцето сместено во градино кош, него се наоѓа на некоја друга позиција. Ние сме гледале кај новородените со некој застапеност од 0,01%. Со феталната кардиографија е евидентирана 7,7%. Или да кажеме Епштейн аномалијата, која се вика по лекарот која поставил како диагноза, сме ја гледале во кај новородените некаде до 1,5-1,7%. Со феталната е евидентирана некаде до 4,7%. Туморите на срце кои сме ги Многу придбопивки. Јас се извинувам, ќе морам тука да ве прекинам, ќе продолжиме каде што застанавме веднаш по рекламите, метео и вестите. Време е за сето ова да го погледнеме. Уште еднаш ги потсетуваме гледачите за темата за која што зборуваме, улогата на феталната кардиологија во раното откривање, следењето, третманот на срцевите мани, но и нејзиното значење за информациите кои што ги дава за педиатриската кардиологија и воопшто за педиатријата. Продолжува денешната визита на доктор Драшко Димески, педијатар кардиолог, субспецијалист по фетална кардиологија од клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Димески, на почетокот малку време имавме барем воведот да го дадеме нели за феталната кардиологија, веднаш продолжуваме. Постојано се зборува за многу информации кои што ги дава феталната кардиологија како придобивка за педиатриската кардиологија. Но кои се придобивките воопшто за педиатријата во целина? И тука имаме некои нови сознанија кои ги поместуваат пак она што зборував како сознанија кај новороденото од аспект на педиатриските патологија, да кажеме, заболувања на некои други органи и така натаму, затоа што ние знаеме дека еден значаен број на срцеви овие аномалии се составен дел на некои други заболувања, што значи срцевите аномалии или речено друга аспект се асоцирани со хромозомски, со генетски пореметувања и со некои аномалии на некои други органи кај новороденот. Тргнувајќи од таа претпоставка дека некои типови кои се инволвирани во оваа ситуација одат асоцирано со тоа, сме имали ситуации да поставиме прво диагноза на срцева аномалија и да имаме поконкретни исследувања од аспект на овие други асоцирани форми, дали се тоа хромозомопатии, генопатии или други, и сме дошли до констатација дека ги имаме како придружни. Меѓутоа, пошто бројот на кардиопатиите со фетална покажа дека е во пораст, логично беше да се размислува дека и тука ќе имаме пораст во однос на статистичките податоци кои ние ги гледаме кај новородените од аспект на овие придружни, односно асоцирани проблеми за педиатријата како од општ интерес. Така. Дали некои потешки патолошки состојби кај фетусот во текот на бременоста може да се резултати на некој примарен кардиолошки проблем? Да, точно е тоа. Да кажам, во гинекологијата една од потешките форми на хидропс на фетусот, кој нормално има етиологија гинеколошка, во последно време се зборува дека тука стои и кардиолошката проблематика како етиологија, односно во склоп на таа патологија. Сознанијата зборуваат дека таму кај што немаме гинеколошки проблеми да развијаме на таква состојба, дека срцевите аномалии, зборувам на комплексните, што значи во превод тие потешки аномалии, покомплицирани, учествуваат некаде со 2/3, од кои 1/3 отпаѓа на аритмиите. Значи тие се еден фактор кој може да доведе до една таква состојба. А најлошата комбинација кога имате тешка кардиопатија со една тешка аритмија, многу брзо доведува во
една состојба на хидропс на фетусот. Тоа беше еден дел кој срцето може да биде проблем и да предизвика некој друг проблем кај фетусот. Да предизвика една патологија која е многу блиска како гледана најчесто на гинеколошкиот дел на исследувањата. Така. Феталната ехокардиографија како неинвазивен метод, ултразвучен метод за откривање, рано откривање на срцевите аномалии. Рековте, фетусот како најмал пациент се третира, така и треба да се применат сите најбезбедни методи и третмани за испитување, поставување на диагноза, за потоа да се знае како да се продолжи со третманот. Освен откривањето на срцевите мани, зашто друго и каде има примен? Треба да знаеме дека феталната циркулација е нешто различно од она што ние го имаме кај новороденото. Значи, владаат други законитости и однос на нормалното функционирање. Независно дали тука имаме во моментот некоја срцева аномалија или па немаме. Тоа значи имаме ни две комуникации кои го одржуваат фетусот во живот додека е во утробата, да кажеме, на мајката. Тоа се работи за еден отвор на ниво на преградата на предконврти и уште една артерија, артеријален дуктус, која де факто се составен и многу важен дел на таа фетална циркулација. Нивната функција е многу битна за време на феталниот живот. После раѓањето на бебето, нивната функција завршува и тие две комуникации сами по себе спонтано се затворат. Меѓутоа, тие комуникации не одржувале во функција додека сме биле во утробата на мајка. Некогаш, ретко, меѓутоа се случува да настани затворање на тие две комуникации се уште додека е бебето во утробата на мајката и веќе ни прави проблем од хемодинамски аспект, на кој проблем веќе се имаме реперкусии на самото срце од смисол на попуштање и на некој начин може да доведи до некои несакани последици, оние најтешките да имате и екзитус во тој случај. Значи треба да се спречи тоа затворање додека нели е фетусот во утробата на мајката, така? Значи не сме и да се случи во основа. Она што ние можеме да делуваме од аспект најчесто, почесто е тој проблем на тој отвор на преградата на предкоморите, доколку видиме дека почнува процесот, значи тој процес не почнува наеднаш и се затвора во истиот момент, него трае известно неколку недели и од тие статистички податоци кои ги црпиме од кога би се случило тоа целосно некаде околу меѓу 36-37 недела. Сме имале неколку пациентки во нашето искуство кај што сме успеале да го видиме дека тој процес е во почеток, сме ги пратиле и кога во моментот видиме дека тој завршува затварањето на тој отвор, завршуваме со раѓање. Значи не смееме да го ставиме тој фетус со затворена комуникација, затоа што ако чекаме термин ќе дојде до тие несакани последици. И нормално, пошто нормално се затвора кога ќе се родиме, ние го вадиме тоа бебенце со затворен, тоа функционира најнормално. Мислам, нема тука проблем од аспект на некои проблеми после раѓањето. Така, срцевите аритмии ги споменавте. Кога веќе ќе бидат откриени? Тоа е еден од сите овие други кост-бенефити што ги користиме во феталната ехокардиографија. Треба се знае дека фетусот како најмал пациент е подлежен на сите типови на срцеви аритмии како и новороденото, што подразбира, знаејќи го ние третманот на тие аритмии кај едно новородено, се размислуваше како може тука да делуваме доколку ни се појават, а нормално се појавуваат, да делуваме. Значи, прецизно е конзервативен пристапот со давање на терапија трудницата, која пред таа фетална циркулација има свое влијание на таа аритмија кај фетусот и ја смируваме. Во принцип, најчесто ги имаме тие од патолошки аспект, зборувам, овие пароксизмалните тахикардии, значи некоја многу забрзана работа на срцето и она што повеќе не оптеретува тие блокови, во принцип комплетниот АВ блок, кој во последно време е најчесто резултат кај мајки кои имаат претходно некоја диагноза на колагенозни заболувања, најчесто е тој лупус, кој има афинитет со тие антитела кои се ствараат на реакција, на имунолошка реакција со имунитетот на фетусот да направи оштетување на спроведниот систем на срцето и да формира еден комплетен АВ блок кој после едно такво дефинитивно оштетување интраутерино не можете да го водите во смисол на тераписки ефект. Тоа веќе, ако заврши добро таа бременост, значи имаме живородено, е кандидат за пейсмейкер. Така да
можда и после ќе дискутираме, веќе американците размислуваат имплантирање на пейсмейкери интраутерино и така, во тој смисол се со цел да се превенира таа слабост на срцето која што произлегува од тие намалени очекувања. Така да во тој смисол, знаејќи дека имунитетот на фетусот кога почнува во кој период на гестацијата, протоколите се да се делува со терапија, значи пред да настани таа реакција имуна меѓу тие антитела од лупусот и имунолошкиот систем на фетусот, да се превенира, да се спречи да не дојде до оштетување на тој спроводен систем и да на крајот имаме бебенце кај кое нормално ќе имаме тие нормални очекувања без оштетување на спроводниот систем. Сме имале 2-3 пациентки кои биле подвргнати на таква терапија по тие протоколи кои се користат во Европа и успешно сме ги завршили. Значи сме имале без проблеми поминали. Што значи има тука простор да се делува кога имате на диагноза и кога имате податоци за нешто, да интервенирате на време, да превенирате едноставно, да не дојде до такви... Рано да се делува и да се превенира. Кога треба да се направи ехокардиографијата? Ако порано беше да мора да биде индицирана, сега веќе е како рутински преглед? Сите овие податоци кои се црпат, а исто предпоставно ќе се црпат и од огледно време, е еден импулс да тие исследувања од аспект на порано, кога беа по индикации, како што кажав, фамилиарни, анамнестички, лични, од фетус, и пораст на неризичната група, сега веќе се оди да тоа биде рутински. Значи имаме ние два пристапи, кај високо ризични трудници, значи ризични од аспект, од кардиолошки аспект зборувам, кај што имаме податоци, дека сме имале познати се ризиците и факторите, така и веќе си се во едно новороденче, уште едно во фамилија, оптеретено по татко, по мајка и така натаму. Значи тоа влегува таа група на високо ризични, може да се направи тој преглед уште од 14-та недела со трансвагинален пристап, значи со вагинален преглед, да се погледни, да се исклучи она што е битно елементарно, дали имаме тука некоја тешка од тие тешки комплекси. Не можете во тој период да видите некои ситници во прашање кои што, да кажем, од интерес и да ги има, хирушки се поедноставно корективно може да се средат после раѓање и така натаму. Меѓутоа, битно е да се исклучи она што е како тешка кардиопатија и ако веќе ја видите да направите и кариотип, дали има асоцирано со хромозомопатија или генопатија, кај што веќе па ја оптеретува сета ситуација уште повеќе и на крајот нормално родителите идни одлучуваат со тоа што ќе биде. Меѓутоа мора да ставите сите тие информации на маса заради полесна одлука на идните родители. Така да од тој аспект е тој пристап за високо. Иначе стандардната ехокардиографија најдобро е да се работи некаде меѓу 19, 20 и 24 недела, кога фетусот е се уште помал, простор има повеќе и имате опции да тој нон-стоп е во движење и да гледате сите тие структури на срцето од различни позиции. Мора да ги видите за да имате многу посуптилно и многу потешка таа диагностика во однос на едно новородено, ако има потреба за ехокардиографија, вие го ставате и тоа поедноставно е. Меѓутоа ова ви диктира, не можете, ја некој пат ќе кажам, да му кажете сега застани добро си, не мрдај да те видам подобро. Да, како и другите прегледи во текот на бременоста, некој ќе рече гинекологот не е свртено бебето како што треба, па не може ова или она да го види. Тоа е истото. Некој пат имате се, не знам колку часови, ќе заземе некоја принудна позиција, не ќе да се помести, не можете сето да го видите, па бара повеќе време. Така. Кога ќе бидат откриени срцевите аномалии, тие потоа се следат во текот на бременоста. Некогаш може да се јават како да почнат како поедноставни, а да завршат како поопасни. Или пак и обратен некој. Ова беше нешто што од 80-тите години личеше на некоја научна фантастика. Кога се сконцентрираа сите да размислуваат дали една тешка аномалија во моментот кога се формира почнува наеднаш или почнува нешто како поедноставно па доведува до таа аномалија, беше предизвик за сите тие кардиолози кои се занимаваат со таа фетална медицина. Се зеде на обработка една од најтешките аномалии, тоа е хипоплазија на левото срце, што во превод подразбира левата страна на срцето, комора, залисток, аорта, неразвијани. И во принцип, ако има среќа, ако тоа бебе издржи, се роди живот, завршува со трансплантација. И хирушкиот дел е многу комплициран, се прават некои палиативни на норовот операции, меѓутоа пак на крајот не е тоа што би рекле сега за сега. Тргнувајќи од таа предпоставка, размислуваат дека можеби таа тешка аномалија почнува
Едноставно. Ако ние имаме можност да тоа го констатира и интервенираме интраутерино, користејќи ја, да речеме, интервентната кардиологија, педиатриски и така, и превенираме да го отстраниме тој почетен проблем, дали до крајот на бременоста ќе имаме нормално развијано срце или не. Значи, тоа беше хипотеза, хипотетички размислување. 80-тите години, тргнувајќи од тоа, со согласност нормално на една трудница, која де факто го имаше тој наод, а тој наод од кој се тргна беше изразитно стеснување на залистокот на валвулата на аорта. Што значи ви имате една залисток кој не функционира, нема проток, значи нема циркулација на таа лева страна и размислување беше можеби овој почеток е причина да на крајот имаме и неразвиеност на другите структури на срцето. Со нејзина согласност, со помош на перкутането, PCA интервенција на балон дилатација, се успеа да ја отворат таа валвула, значи да формираат еден проток и нормално се створи таа циркулација и на крајот се доби едно новороденче кој ги имаше сите тие задоволителни параметри на развој на таа лева страна на срцето. Кога бев јас, значи ова го зборувам како почна американците, меѓутоа има среќа условно да кажам, кога бев на усовршување во Италија, да присуствувам на еден таков случај, колегите италијанци во соработка со колегите од Англија, од Гайс Хоспитал, кој беше дојден тимот, имаат можда повеќе искуство во почет, направија една таква интервенција. Нормално имаше некои пропратни компликации во текот, меѓутоа на крајот сето се заврши добро и тоа новороденче го следеа до крај, се роди со едни задоволителни параметри на таа лева страна, што беше веќе потврда на хипотезата дека има тука простор како да се делува превентивно, да не би дошле до некој развој на некои тешки аномали. Тоа е значи една перспектива што се гледа во иднина како би се. Од друга страна, па сега тоа беше повод да се постави прашањето. Дали некоја од тие покомплексни кардиопатии во текот на бременоста, самиот организам на фетусот може да искомпензира, значи да направи нешто што да отстрани некој од тие недостатоци сам по себе, додека трае таа бременост. Како кардиопатија се зеде, ние викаме тој АВ канал, кај што имаме два отвори, отвор на преградата на коморите, на предкоморите и една, да кажам, изменета валвула. Беше исто од колегите англичани диагностициран еден таков случај кој го публицира, го има во сите, може да се види и на тие референтни, што ги кажувам, списанија. Значи, тие поставија диагноза дека има, ништо го стави и го пратеа да видат. Во еден момент, како одминуваше таа бременост, сватија дека отворот на преградата на коморите сам по себе се затвори. Што ние знаеме дека тоа се случува кај новородени, кога имаме такви помали отвори, дека се затвори. Му беше чудно дали тој механизам кој важи за новородените се случува и внатре со самиот фет. Кај некои ситуации, кај што не успеало сето тоа, независно што почнало и се случило некои додатни компликации условно и тој фетус починал, одел на обдукција. Тие обдукции, тој кој се занимаваат со беше многу предмет да вида тој дел што не успел да се затвори, а почнал да се затвора, дали од хистолошки аспект е истиот механизам како кај. Потврдија дека е истиот механизам како и кај новороденчените кои се затвараат тие. Така да тоа беше уште еден чекор кој ги смени сега размислувањата во смисло на индикациите, кога вие ќе кажете дека имате некој фетус со таква, дали да кажете сега, видите, вие имате едно од тие поттешки мани, меѓутоа некој сега не може да каже како би завршило во смисол до крајот. Дали тука ќе кажете дека независно што истата мана и сега таква како што и да не дојде до ова за кое зборуваме, во денешни услови од кардиохируршки аспект е операбилна со добри резултати, со добри. Меѓутоа, пак е поентата сконцентрирана да се види тука дали тука се случуваат некои ситуации кои што се случуваат и кај. Одговорот беше да. И тоа уште беше еден момент кој покажа дека мора малце самокритички да се гледа сега сите тие работи од аспекта комплексноста на самата аномалија или мана кај фетусот. Така. Ќе продолжиме и понатаму да зборуваме за денешната тема. Време е за рекламите, да ги погледнеме рекламите, почитувани гледачи, но останете со нас, со визита продолжуваме веднаш по.
Ја гледате визитата на доктор Драшко Димески, педијатар кардиолог, субспецијалист по фетална кардиологија од клиничката болница Аџибадем Систина. Продолжуваме оному каде што застанавме, доктор Драшко. Имаме уште многу работи кои треба да ги кажеме и да ги слушнат гледачите. Значењето и придобивките од пренаталната диагностика, откривањето нели на срцевите мани и на аритмите за педиатриската кардиохирургија. Точно, значи, она што ние сега го имаме со нашите колеги кардиохирурзи во делот на педиатриската кардиохирургија, можам да кажам се повеќе се дружиме, а тоа произлезе чисто од најновите студии кои тие ги имаат направено во однос на интервенциите хирушки кај комплексните кардиопатии, споредбено паралелни студии кај новородени, кај кои било претходно поставена диагноза на кардиопатија за време на феталниот период и интервенциите на иста таква една кардиопатија која е реализирана после известно време, што значи била поставена диагноза после раѓањето кај новороденото, дали тоа било по 5 дена, 10 дена или тоа не е битно, зависи, мислам, од типот на самата кардиопатија. Значи, тие паралелни студии покажаа кај нив дека транспорт ин утеро, кој во превод би значило имате веќе диагноза на фетус со кардиопатија, ја праќате трудницата да се породи блиску до кардиохирушки центар, каде што кардиохирузите го сакаат тоа новородено да го имаат што побрзо ради таа хирушка корекција и интервенција, покажаа дека се многу подобри од аспект на компликации и многу подобар квалитет на живот на тие новороденчина. Факт е дека порано беше ставот се одлагаја, па да порасни малци и така натаму, така одеа тие работи. Меѓутоа сега таа кардиохирургија педиатриска отиде на такво равниште што едноставно се работат во тој смисол. Што порано, што побрзо, значи кога Така да, таа студија покажа, тоа беше една студија на 5 години следени на деца со транспозиција на големите крвни садови, кај кои едната група беше на поставена диагноза интраутерино со фетална и одма оперирани после раѓање, и другата група беше на истата таа диагноза, кои дошле покасно, независно во кој време. Значи, квалитетот на живот и компликациите од таа интервенција беа скоро минимални, никакви, условно да кажам, презентирани од нив, во групата на одма коригирана со транспорт и утеро, како што кажа, во однос на оваа другата група која што имала еден известен број нормално на компликации, и тој квалитет на живот не е компаративно гледано ист како кај оваа претходна. И тоа е причина што колегите сега повеќе реков се дружиме, доаѓаат на тие наши собери и конгреси и бараат, инсистираат, презентираат да што побрзо го имаат тоа новородено со пренатална диагноза на кардиопатија, за да можат побрзо да извршат таа интервенција. Тоа исто важи и за интервентната кардиологија од аспект на пласирањето на пейсмейкерите и така натаму. Така да тие се сега моментално ставови за што побрзо корекција на тие проблеми од аспект на таа кардиологија. Така и кога порано ќе бидат откриени, кога ќе се действува, ќе бидат превенирани, ќе има помалку компликации кога веќе бебето ќе се роди и понатаму. Тоа се нивни искуства. Значи, тоа е делот на нивните искуства, кај што тие мора да интервенираат кога веќе се роди со таква проблеми од аспект на кардиологијата. Така. Феталната кардиологија подразбира тимска работа. Кој се е вклучен во? Да, значи тоа е точно тоа, дека тоа е тимска работа, во принцип и така се поставени тие критериуми. Значи, првата, да речем, условно линија, пошто сите трудници одат на скрининг, на генералниот скрининг од гинеколошки аспект, се гинеколозите. Морам да кажам дека имаме група на кои многу добро ја работат и таа диагностика, меѓутоа тие се тие кои треба да постават сомнение дека нешто имаме проблем со тоа срце на тој фетус, и после тоа за она дефинитивното што предпоставува тип на кардиопатија, обработка од кардиолошки аспект, зборувам сега, е дел на педиатрите кардиолози. Значи, вие морате да имате завршено тој како одат тие усовршувања на педиатриска кардиолозија, за да можете да ги препознаете сите тие. Ти многу потешко е да ги гледате тие кардиопатии интраутерино отколку кај новороден. Значи, морате да го имате тоа поминато, па за да можете да накнано следува после таа фетална кардиологија да ги работите тие. Значи, во тој доме втората линија сме као кардиолози. Ние, сега тука се уште вклучени генетичари, што значи ако имаме сомнение за правење на
скрининзи од хромозомски или генетски аспект, влегуваат како диагноза кардиохирурзите обавезно тука веќе нема дискусија, пошто па тие ги гледат сите тие случаи од нивни хируршки аспект, техника, која операција, каква операција, тоа веќе е нивни дел. Влегуваат исто така и социјалните работници во таа група, кај што може да му се објасни на родителите зашто се работи, како се работи, кога имаме ситуации на асоциран, јасно, да се стави, да речем условно, се на маса, за да самите идни родители имаат една представа зашто се работи и на крај нормално тие одлучуваат, нема тука вака да биде или така во однос на самиот тек на самата бременост или ќе одиме ли до крај, па ќе правиме тие интервенции така. Што би очекувале од тие интервенции после раѓањето во однос на квалитет на живот на тоа детенце и така. Така. Да го слушнеме гледачот кој веќе е очекуван на линија да го вклучиме во визита. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав за доктора и до вас. Сакаме да прашаме нешто. Детето е на 13-14 годишна возраст. Има отворен канал на срцето. Сега прашањето до доктора е дали треба да се затвори тај канал, воде се детето со ПФО диагноза, откриено у Филип II. Сега они кажуваат не дека ќе чекаме, дека не е момент за интервенција. Па сакам да прашам кај нив како се процедурите и да ми објасне што треба да направиме со детето. Добро, да останете на линија, треба дополнително да прашате нешто? Како комплетна информација да имате? Канал се работи за некој отвор на преграда на коморите, на предкоморите или се работи на незатворање на тој артеријален дуктус? Тука Така, за поконкретно. Да, на линија сте така да објасните уште малку. Има се појавуваат некои меурчиња, тамо 40 ги пишува, има правено доплер на вени. И преку тај доплер е откриено тоа. Сега друго се е уред, имаме правилно сите прегледи што треба. Сега збора е дали тај канал они викат дека е минимален, дека нема потреба, дали ќе му смета на детето натамо нешто. Ќе мора ли да се затворе? Добро, значи во принцип пак станува за тие фетални, предпоставувам, пошто така, ако се работи за тие две фетални комуникации, за кои спомнав дека нормално се затвараат после раѓањето, што е отворот на преградата, форамен, како викаме вале, на предкоморите и тој артеријален дуктус. Значи нормално тие се затварат затоа што завршува нивната. Некаде во некои ситуации не успева тоа затворање и мораме да ги затвориме ние со најчесто е сега интервентната кардиологија. Дали ќе ставиме чадорче на тоа отворче да го затвориме, тоа значи не е хируршка интервенција, него се работи со во склопот на интервентната кардиологија или ќе употребиме некои тие други помошни методи на затворање, тоа веќе останува на проценка на колку е тој отвор. Некој пат може да се примени таа метода, меѓутоа некој пат ако е тој отвор поголем, не се затворил, па бара хируршка интервенција, односно хируршко затворање. Значи тоа е веќе проценка колку е голем, колку е, значи тој отворен шант како ние го викаме, дали е погоден за затварање, има ли тука проспото да се чека на спонтано затварање или нема, тоа веќе секој случај како случај си е условно речено приказка, за секој се обработува посебно. Не е тоа шаблон да кажеме го имаме и за сите важи тоа правило. Тоа треба да се проследи. Доколку имаме ние сознанија, користиме и некои други додатни методи на правење на радиоизотопски шантови да видиме колку е тој отвор попрецизно и така, катетеризација ако има потреба, макар што за такви поедноставни не се користат сега, доволно ни и ултразвукот. Проценуваме дали тука постои шанси да тој спонтано се затвори. Ако процениме дека е мал и дека може и дека тој процес на пратење покажува тенденција на спонтано затворање, а не ни прави хемодинамски оптеретување на самото срце, го оставаме и чекаме. Условно само тука стои една профилакса во смисла на тие бактериски можни инфекции, да не има еден протокол кој го даваме ние заради превентивно нешто, да не направиме воспаление некој да се следи. Значи останува во принцип следењето. Ако ние процениме дека на крајот и покрај сите тие работи не иди до тоа спонтано затворање, тоа ќе се затвори или по едната метода или по другата, зависно колкав е тој отвор, таа комуникација. Истото важи и ако е во прашање тој артеријален дуктус, или се затвора со интервентна кардиологија, или се подврзува, така да тука се тие. Меѓутоа е добро што
зборува и наш башиот гледач дека тој е мал и дека има шанси проценката во Филип Тори дека има шанси да тој сам по себе се затвори. Така да доколку не прави затоа е оставен простор, ама родителите знаете секогаш нормално како родител за своето дете најзагрижени се и го очекуваат. Кога докторот проценил дека е мал таа комуникација, дека не прави проблем, дека оставаме понатаму да следиме и да видиме дали дефинитивно сам по себе, зборува дека не е тоа нешто од аспект да мора да се интервенира итно заради некој оптеретување. Така. Во продолжение, почитувани гледачи, ќе ги слушнеме советите и препараките од магистер Илчо Захариев, кој што денеска ни зборува за лековитата моќ на билката Великденче. Добар ден, почитувани гледачи. Ја следите емисијата Визита. Повторно сме со вас во вашите домови. Повторно ќе ве советуваме како да го зачувате вашето здравје и доколку дојде до одредени проблеми, како правилно да се лекувате, да се излекувате, но и како правилно да користите природни лековити растенија, односно фитотерапија. Денеска ќе зборувам за едно наше растение традиционално, кој современата медицина го почитува. Ќе зборувам за растението Великденче, или латинското име е Lamium purpureum, или растението се вика црвена мртва коприва. Значи, растението по своите листове е многу слично на копривата, но битно да нагласам дека во месец март и април тоа растение почнува интензивно да цвета, највеќе цвета во текот на великденските празници. Нашиот народ му дал многу име, многу убаво име, Великденче. Значи, нивите, ливадите, парковите, околу зградите, мегите со ова растение се навистина масовно застапено на тие места. Битно е да нагласам дека Великденчето има навистина убав изглед, не расте многу високо, до 30 см највеќе, и битно е дека нашиот народ тоа растение го почитува три причини. Прво е убаво украсно растение, потоа представа медоносно растение, во рана пролет пчелите првиот нектар го собираат од Великденчето, и трето тоа представа лековито растение. Па всушност нашиот народ му дал едно од најубавите имиња, бидејќи Великден е еден од нашите најголеми христијански празници. Значи, Великденчето го има насекаде околу нас. Битно е да нагласам дека од ова растение се користи надземниот дел, се користи цветот со листовите. Битно е да нагласам дека берењето на ова растение се врши во текот на цветањето, по убаво сончево време, да не биде росле во времето. Се сечат фрвовите од растението некаде во должина од 10 до 15 см, се ставаат во кошница. Треба да се суши шо поскоро на сенка, на проветрени места, значи посло на чиста карта или на чаршав. Сушењето под сенка е битно затоа што во растението има етерно масло, и ако не го сушите соодветно, ќе испари етерното масло и ќе се намали лековитоста. Инко со берењето и сушењето треба да ги зачуваме природната боја, значи убави црвени цветови, аромата, вкусот, нормално и лековитоста на ова растение. Инаку самото сушно растение се чува во хартија на амбалажа, треба да се потроши во текот на една година, наредната година треба да наберете повеќе. Бидејќи ова растение навистина го има и представа повеќе годишно растение, сека година ќе го најдете на истото место. Великденчето растение кое е проучувано, и мора да кажам дека во врвни институти и лаборатории е потврден неговиот хемиски состав. Значи, растението има неколку компоненти кои се битни за нас. Има малку танини, но има доста флавониди, потоа има доста сапонозиди. Има етерно масло, има витамин С и има каротини, односно витамина и доста антоцијани. Значи, од хемискиот состав можеме да заклучиме дека овие соединенија се индиферентни. Значи, растението не е отровно, не е штетно, е максимално безбедно, и од него нашиот народ низ вековите наназад правил голем број на лекови кои се применувале, значи, за различни заболувања. Инаку да кажам дека хемискиот состав зависи од тоа во кој период го берете растението, каде го берете, како се суши и како се чува. Мора да кажам дека македонските лековите растенија се навистина максимално квалитетни, затоа што тие се собираат на простор каде има многу сончеви денови и навистина имаат еден висок квалитет, и да кажам дека етерното масло кое го има, да речеме, во Великденчето е многу повисоко отколку во другите земји, затоа што нашата клима е навистина многу добра и гарантира квалитетни лековите растенија со квалитетен хемиски состав. Великденчето има широка примена. Прво се користи за стомачни заболувања. Да кажам дека танините кои има во растението и флавоноидите делуваат силно противоспалително, така да ако пациентите имаат гастрит, ако имаат лошо варење, и посебно кај оние пациенти каде има, да речеме, стварање на гасови, односно доаѓа до надувување на стомакот, тогаш користењето на Великденчето делува карминативно, ја намалува болката и грчевите и помага при стомачни заболувања. Истовремено Великденчето се користи и за лекување на пациенти кои имаат пролив, и тоа е пролив од инфективна природа, затоа што танините делуваат силно антибактериски, тие представаат деривати на гална киселина, а таа во основа представува дериват на фенолот.
Инаку да кажам дека голема е примената и во уролошката пракса. Великденчето има сапонозиди. Сапонозиди ја зголемуваат бубрежната функција, така дека и пациенти каде има нарушена бубрежна функција може да припремаат лекови од великденче, се зголемува мокрењето, се чисти телото и организмот, се елиминира песок и се раствараат бубрежните камења и да кажам дека помага кај пациенти мажи кои имаат проблеми со простатата, каде таа е зголемена, посебно над 50 годишна возраст. Кај жените мора да кажем дека великденчето помага за регулирање на менструалниот циклус, бидејќи доведува до спречување на интензитетот на крварењата, значи делува директно на утерусот, се намалуваат крварењата и се регулира менструацијата. Сега, бидејќи има сапонозиди во ова растение, знаеме дека сапонозидите како материи се многу битни за искашлувањето. Ако некој пациент, почувани гледачи, има некој воспаление на белите дробови, дали тоа бронхит, дали е бронхопнеумонија, дали е плеурит, дали се работи да речеме некој воспаление каде имаме обилна секреција на белодробен секрет, великденчето и лековите компоненти од тоа растение, припремени како чаеви, олеснуваат искашлувањето, односно ги разложуваат лепливите белодробни секрети и белгами, овозможуваат нивна реабсорбција и што е многу позначено нивна елиминација од телото. Значи преку искашлување. Значи гледаме дека ова растение навистина има квалитетни фармаколошки својства, значи може се користи значи во пулмологијата, значи за лекување на белодробни воспалени и за искашлување, за стомашни заболувања, потоа за бубрежни заболувања и заболувања кај жените кои се пропратени значи со пореметена менструација. Инаку да кажам дека ова растение може да влезе во комбинирани медицински чаеви, и тоа уролошки чаеви, чаеви за стомачни заболувања и чаеви за градни заболувања. Од ова растение, почитувани пациенти, може да направите два лека. Првиот лек е чајот. Чајот се припрема како инфуз, односно една супена ларица се става на 300 мл врела вода, треба да ви кисне некаде од 15 до 30 минути, промешувате неколку пати, процедете, заследете го со мед, денеска припремете 3 пати, значи 3 пати по една чаша слободно користете, и тоа кај оние пациенти кои имаат белодробни заболувања, кои имаат стомачни проблеми, кај пациенти со проблеми во бублезите или кај жените кои имаат пореметена менструација или имаат одредени гинеколошки проблеми. Инаку од ова растение се прави и препарат со мед. Медот представува најдобриот природен лек, бидејќи во него има над 200 компоненти. Само по себе медот е лек, во кој има многу јагнохидрати, има протеини, има многу ензими, има минерални материи, органски киселини и верувајте дека тој представува навистина одличен лек. Ако земеме 100 грама, значи сув дел од растението, значи великденче, и го смелеме во форма на фин прашок и го измешаме со 1 килограм квалитетен ливерски мед, добивате еден препарат кој ги содржи лековитите материи од великденчето и од медот, и тие препарати може да се користат значи за лекување на градни заболувања. Се користи 4 пати дневно по една кафена лажица, и тоа препарат може да го користат и малите деца, и бремените жени, и возрастните, и навистина дава добри резултати, бидејќи го олеснува искашлувањето, се намалуваат воспалението во белите дробови и ќе дојде до полесно излекување. Поштовани пациенти, на крајот мора да кажам дека одговорноста за вашето здравје е ваша обврска. Лекарите навистина се потребни и можат многу да ви помогнат. Затоа, при секој сериозен здравствен проблем, каде имате сомнеш од некој заболување, јавете се кај вашиот матичен лекар, да се постави диагноза, ќе се препишат лекови, но при тоа мора да кажем дека користењето и на лековитите растенија може да ви помогне како една адјувантна, една помошна терапија која ќе го надополни дејството на сите оние готови лекови кои ги земат од аптеките. Сакам на крајот да кажам и тоа дека великденчето е максимално безбедно, значи не е штетно, нема несакани реакции и мора да кажам дека во финалето ова растение навистина представува дар на природата, а нашиот народ во знак на благодарност од неговата лековитост, неговата убавина како лековито растение и пред се медоносно растение му дало едно такво име великденче. Советите и препораките на магистер Илчо Захариев за лековитите својства на билката великденче и многократното дејство секаде и за кои состојби можеме да ја користиме. До крајот ни остануваат, почитувани гледачи, само неколку минути. Доктор Димески, останува да ни кажете според вашето искуство колку трудниците се запознаени, информирани и знаат за овие неинвазивни методи кои што рано можат да откријат вакви проблеми, а истите да се следат и рано да се делува. Во принцип, кога се однесува за нашите трудници кои ги контролираат своите бременности во адипадем систина, тие протоколи по кои ние функционираме, од тој аспект ние функционираме. Значи работиме во смисол на тој рутински скрининг, што значи секоја трудница го поминува овој скрининг од тој аспект. Во однос на трудниците кои ги водат своите бременности во други болници или приватни ординации и така натаму,
лично мој впечаток дека не е тоа ниво на кое би очекувале да тој скрининг од аспект на рутински биде применет. Што значи, не знам дали тука сега постои проблем во смисол на таа информираност, бидејќи самата трудница, доколку вие не и кажете, таа не може да знае дека постои некоја таква метода за диагностика, а тоа е во секој случај информираност на незиниот матичен гинеколог, кој во основа ги знаат овие скрининзи, така да дека тука треба повеќе да се поработи на тој дел за таа информираност, да дојде таа информација до самата трудница, како информација, дали таа ќе ја реализира или не, тоа веќе до самата трудница. Меѓутоа битно се од тој аспект да информации да бидат пласирани на некој начин. Така. И за крај, каде ја гледате перспективата на феталната кардиологија? Овака гледано, мислам оптимистички, јас размислам во секој поглед, мислам дека таа она што ќе ни следи, пак ќе повторам што ние сега као научна фантастика, дека го гледаме како невозможно и мислиме дека не може, сепак кога веќе ќе се направи, сваќаме дека тие први чекори и почетни работи даваат охрабрувачки резултати. Посебно еве да кажеме таа интервентна фетална кардиологија, али на врата веќе ни чука и феталната кардиохирургија, на која американците многу веќе размислуваат да се почне нешто нормално поедноставно првите чекори, која како перспектива гледано компаративно како во смисол на тераписки, диагностички, вклопено сето тоа како целина, е перспективата на таа фетална кардиологија во доменот на феталната медицина. И предпоставките се дека тука лежи она перспектива за нашите следни новородени, таа здрава популација, да имаме што повеќе новороденчина здрави, без проблеми од аспект на кардиологија, а како и од општата педиатрија во доменот на другите патологии. Што значи фетусот е се уште од голем интерес во сите тие инвестигации, кои за него нормално треба да бидат безбедни, во основа на третманот исто безбедни, кои во иднина би дале многу по-охрабрувачки резултати во однос на нашите новороденцина. Така, ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Благодарам на вашата покана. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Следната визита е во вторник по великденските празници, токму затоа на крајот на денешната јас сакам да имате и убав ден, да ги поминете убаво великденските празници со духовен мир и радост, прославете го Христовото воскреснување. Довидување до вторник, 10 минути до 11 часот, кога стартуваме со нова визита.